Момент, тукле. Се ќе види полека, без нервози. Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, денес последен ден за расправа, дискусија и дебата по основ на предложениот ребаланс на буџетот за 2017 година. Сите овие денови со аргументи, со документи, дискутираме, дебатираме и ние пратениците од власта, и пратениците од опозицијата. Зошто е вака предложен овој ребаланс на буџетот? Дали вака креиран е добар? Дали ќе донеси подобро денес и утре за сите нас? На самиот почеток, за јавноста морам да појаснам. Овој буџет за 2017 година е специфичен по неколку работи. Овој буџет го донесе во минатата година, 2016 година, претходната влада, предводена од сегашната опозицијска ВМРО-ДПМН. Тогаш, на брзина, предизборно, напумпан, набилдан, предимензиониран, само да се оствари некој популистички ефект, предизборно, нормално се разбира. За потоа, во текот на ова година, со превземањето на власта од страна на СДСМ и коалицијата, од 1 јуни оваа година, веднаш новиот министер за финансии господин Тердовски, заедно со неговиот тим, да ги спрегнат ракавите и да се запнат веднаш да направат еден реален, проектиран буџет со овој ребаланс. Истовремено, опозиционата ВМРО-ДПМН и нивните пратеници, сакајки со овие 706 нивни амандмани да не исмеат, испаднаа смешни. Почитувани граѓани, овие 706 амандмани од ВМРО-ДПМН се нивни 706 порази. Во овие 706 нивни порази има многу проекти, речи си сите, кои што можеа да ги направат, а не ги направија. Цели 11 години ги трошат нашите пари. Потрошија повеќе од 30 милиарди евра буџети. Ги потрошија парите на граѓаните, меѓутоа, ниту имаме подобар живот, ниту подобар амбиент. Ниту економски, ниту финансиски, ниту политички, никаков. Почитувани граѓани, ребалансот на буџетот е корекција на буџетот кој што претходната влада го проектира, а сега, со прилагодување на средствата, да успееме некако да завршиме оваа фискална година. Проектирањето на со овој ребаланс на буџетот е на реална основа. Се предвидуваат кратење на непродуктивните трошоци. И тоа е една од главните карактеристики на овој ребаланс на буџетот. Кратењето на парите за луксус, за реклами, за кампањи и за се она што претходната влада и власт на ВМРО-ДПМН го правеле цели 11 години. Со овој ребаланс на буџет се кратат чоколадата, а се остава за леп. Истовремено, со овој ребаланс на буџетот ги враќаме парите кај граѓаните. Преку зголемен минимална плата, зголемена социјална помош, укинување на радиот и пусната такса, враќање на ефтината тарифа на струјата, помош на приватниот сектор, помош за сите оние категории на граѓани кои што свесно и совесно си извршуваат својата обврска кон државата и кон власта. Зошто е потребен ребаланс на буџетот? Со ребалансот на буџетот ќе ги скратиме или се кратат сите предимензионирани ставки кои што претходната влада, повторно ќе кажам, предизборно ги напумпа до максимум. И онака скратени овие ставки, речи си во сите министерства, онаму кај што се кратат со ребалансот на буџетот, средствата и понатаму остануваат повисоки од реализацијата на буџетот за 2017 година. Колеги пратеници од ВМРО-ДПМН, попусто ги заплашувате граѓаните дека ќе нема пари или ќе се намалат парите за пензиите, за училиштата, за војската, за збработените и за сите оние
мерки и програми кои што се од интерес на граѓаните на Република Македонија. Владата на Република Македонија предлага ребаланс на буџет со кој што најпрво крати кај себе. За прв пат во сите овие години на нас премиерот Зоран Заев предвидува кратење на својот дел од буџетот. Цели 400 милиони денари кратиме со овој ребаланс на буџетот од таа ставка. Дополнително и службата за општи заеднички работи крати 400 милиони денари на непродуктивни трошоци, на забеганите проекти за изградба на фасади, на споменици, на тркала и се она што го предвидуваше во минатите буџети претходната власт на ВМРО-ДПМН. Се кратат и рекламите. 500 милиони денари. Нема да одат повеќе реклами на CNN и на другите странски телевизии за популизмот на Груевски. Средства се кратат и кај капиталните инвестиции. Да, колеги пратеници, точно е, се кратат предимензионираните средства кои што вие секогаш предизборно сте ги напумпувале, за потоа со ребаланси на буџетите и со завршните сметки да испадне дека вашите проекции се од 47 до некаде 80%. Ќе земам минатата година, 2016 година. Со носењето на буџетот беа предвидени 25,5 милиарди денари. За потоа со ребалансот на буџетот да се намалат на 22 милиарди и на крајот од годината со завршната сметка да направите реализација од само нецели 17 милиарди денари. Или реализација од 66%. И често пати низ овие дебати, дискусии овие дена кажувате да, ова беше изборна година, 2016 година. Добро, ќе одиме во неизборна година. Еве ќе земеме 2010 година, 2012 година. Во 2012 година предвидовте 27 милиарди денари, 2012 година предвидовте 27 милиарди, со ребалансот 21 милиарда, реализација 18 милиарди. Сега колега Цуглев, која година рековте? 2015? Вака, 2015 година предвидени со буџет 21 милиарда и 200, со ребалансот зголемени на 22 милиарди и 200, а реализација 18 милиарди. 18 милиарди. И сега, колеги пратеници, 18 милиарди денари се развоен буџет, кој што вие го проектиравте и реализиравте, а буџетот 22 милиарди денари не е развоен. А како може? Како? Ова е некоја весела ВМРО-вска математика. Не можам да ве разберам. Или сте слаби по математиката, или слабо ви оди популизмот во последно време. Колега Илија Димовски, значи ќе ве почекам. И вас на реплика не е проблем, имаме време, ту денот е пред нас. Ги плашите децата, студентите и родителите, кратите во образованието. Да, точно е. Скратена е ставката, колега Илиовски, вашата предимензионирана ставка за овој буџет од 25 милиарди денари, со овој ребаланс 23 милиарди и 700. Знаете колку беше реализацијата минатата година? Вашата реализација? 2 милиарди денари. Значи, вака предвидениот ребаланс на буџет во образованието предвидува повеќе од 1 милиарда денари повеќе од вас. Во одбраната, во армијата на Република Македонија. Заплашувате дека со ова намалување со ребалансот на буџетот се намалува и безбедноста на нас граѓаните на Република Македонија. Ајде да видиме што кажуваат бројките. Предвидени 6 милиарди и 240 милиони со буџетот, со ребалансот се намалуваат на 5 милиарди и 700 милиони.
Меѓутоа и вака предвидените 5 милиарди и 700 милиони денари се повисоки од реализацијата во минатата 2016 година, која што вие ја реализиравте, која што изнесуваше 5 милиарди и 600 милиони денари. Значи, вака предвидено имаме 100 милиони денари повеќе од вашата 2016 година. И сега чекај, сега вака се поставува прашањето. Сега сме небезбедни, имаме 100 милиони денари повеќе во буџетот, а во вашиот проектиран буџет кој имаше помалку 100 милиони сме биле безбедни. Како тоа, колеги и пратеници, се нешто која власта доаѓа од друго место, а не од вас, има криза и безбедност, криза на безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, морам да напоменам за јавност. Ги зголемуваме средствата за социјалните трансфери. Една колешка од вашите редови призна дека, сакајќи да нападне дека овој буџет не е развоен, е социјален. Да, точно. Ова има социјална рамка и социјална димензија, затоа што социјалните трансфери се зголемуваат за 18 милиони евра повеќе средства добива Министерството за транспорт, за труд и социјала. Фондот за пензијско и инвалидско добива 1 милиарда и 200 милиони денари повеќе и плюс 200 милиони денари повеќе за навремени исплати. Наполнење на она црна дупка во пијом која што вие оставивте сите овие години. Вработувањата во приватниот сектор ќе добијат повеќе за 112 милиони денари. Малите и средните предпријатија ќе добијат 135 милиони денари повеќе. Домашниот туризам ќе се поддржи со 60 милиони денари. Тоа се компаниите и фирмите кои што работат во секторот туризам. Исто така, Фондот за здравство добива повеќе 600 милиони денари за подобро здравство, но и за санирање на последиците и ршумот што го направивте во овој фонд за здравство. Меѓутоа, често пати во овие десетина дена и ние пратениците од власта, но и граѓаните се прашуваат: зошто ви беа потребни овие 706 амандмани? Зошто испаѓавте смешни сите овие дена, кога сакајки да ги предложите нашите амандмани од сите овие 10 години, испаднавте вие смешни? Еве и прашање до колегите мои од Битола. Сега ви текна дека сте битолчани, кога станавте опозиција? Сега ви текна дека Планинарскиот дом Копанки е изгорен во 2013 година? И после 4 носења на буџети, после 4 години овде дискусии, дебати и барања на амандмани и во 2016, и за буџетот за 2016, и за 2017, и за 2015, и за сите буџети на нас, баравме пари за Копанки. Почитувани граѓани, ова е срамот и лицемерието на ВМРО-ДПМН. 4 пати преку пратениците од СДСМ граѓаните бараа пари од централниот буџет на Република Македонија да се отпочне постапката, да се почне да се гради Планинарскиот дом Копанки, и 4 години со ред пратениците од ВМРО-ДПМН едногласно ги одбива овие амандмани. Сега, после само 60 дена власт на СДСМ, истите тие, ни срам ни перде, излегува со амандман, истиот амандман, копиран амандман, подпишан од Лилјана Кузмановска, Крсто Муковски, Владанка Равировиќ, Драган Суклев, Никола Мицевски, Ванко Верманче. Ова е врв на лицемерието. Го кажувам цели овие 2 недели. Врв на лицемерието на ВМРО-ДПМН. Сега се сетија нашите колеги дека се од Битола. Сега се сетија дека Битола е загаден. Дека треба да се одвојат пари за десулфуризација на рек Битола, за пречистителна станица во Битола, за еколошки проекти во Битола. Дали не ви е срам, колеги пратеници од ВМРО-ДПМН? После 11 години и потрошени 30 милиарди евра, 1 евро нема капнато во Битола. Сега вие со амандмани се правите главните битолчи. Дали не ви е срам? После неуспешниот обид за продажба на офицерскиот дом,
да го отугите на луѓе блиски до вашето раководство. Сега, со амандман да барате пари за офицерскиот дом во Битола. Сега, после 11 години, кога го упропастивте, кога го оплячкавте, кога фали цел инвентар натре, заради вашата негрижа како централна власт, но и негрижата на недомакинот Владимир Талевски. Срамно и жално е сега да се сетите на Битола. Сега кога станавте опозиција и кога се вративте во Битола, ја видовте Битола на какво ниво е, на какво дереđe донесен. Сега не ли е срамно? Исто како вашиот градоначалник Талевски после 2-3 мандати немал време, бара уште еден мандат да ги дозавршил проектите. Сега? Ама вие стварно мајта правите со битолчани. Ова веќе не е прашање. Ова е констатација. Токму затоа граѓаните на Битола ви испорачаа сметката. Ако сакате да продолжиме со математиката, ќе продолжиме. 27.300 граѓани на Битола ја поддржаа СДСМ и коалицијата, 24.000 граѓани ВМРО ДПМН и коалицијата. Тоа ќе ви се повтори на 15. октомври. Меѓутоа тогаш поразот ќе биде уште поголем, уште поубедлив. Битола секако ја заборавивте како власт, изгледа ќе си ја заборавите и како опозиција. На Битола и се случи ВМРО-вска катастрофа. И кога говорите во сите овие дискусии за партиските вработувања, морам да подсетам и пред јавноста што се случуваше во сите овие месеци наназад од кога се распиша изборите. Буквална партизација со ВМРО-вски кадри на сите позиции и на сите работни места. Зарем не биеше малку сите 11 години да ги полните сите работни места, сите можни дупки со ваши партиски кадри, со решенија кои што произлегуваат од вашите местни комитети и поминуваат со одлука на вашиот општински комитет, па и сега, пред распишување на избори, минатата недела, преку приватна агенција за привремени вработувања ЗЕТА, ја полните општината со администрација, јавното предпријатие Водовод, каде што доскоро беше, претходно беше директор колегата Илиовски, Нискоградба и сите јавни предпријатија. И сега од една страна, кога во владата се ангажираат 5 советници во кабинетот на премиерот Заев, а претходно имаше 86 советници на Груевски, 5 советници се проблем, а 100 луѓе кои што во ова недела ги трупате во канцелариите, во општината и во јавните предпријатија, тоа е проектот Вработија Македонија. Чекај се, пак не можам да ве разберам. Кога вие вработувате, тоа е помош за вработување, а кога се ангажираат советници и потребните работници за во влада и во министерствата, тоа е партизација. Не е колеги од ВМРО ДПМН. Граѓаните многу го знаат. Ќе ги отворите порталите, ќе ги отворите социјалните мрежи, ќе ги прочитате коментарите. Тогаш ќе ви стане јасно што мислат граѓаните за вас. Што мислат граѓаните на Битола за овие амандмани, кои што после 11 години сега ви текна да ги поднесите. Овие 706 амандмани. И на крајот, пробав да направам и некоја друга математика, пошто цело време зборуваме за математики. Овие 706 амандмани, кои што вие ги поднесовте, вкупен износ имаат од 59 милиарди, 578 милиони, 536.000 денари. Или во евра, 969 милиони и 700.000 евра. Тоа е, колеги пратеници од ВМРО ДПМН, 1/3 од буџетот на Република Македонија, кој што е 3,2 милиарди евра. И сега сакам да ве прашам, добро заборавате дека сте опозиција? Заборавате дека има друга власт? Вие ќе окроите буџетот на Република Македонија? Овие амандмани и овие средства
овие 900 милиони, Благодарам. имавте прилика Колега. да ги реализирате 11 години. Шорчевски. Шансата ја пропуштивте, а шанса Благодарам. повеќе ќе немате.